Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Пред неколку дена се одржа втората средба на економско-социјалниот совет. После таа средба единствено што ни беше јасно е дека ништо не ни е јасно, односно на пример синдикатите зборуваа дека се зборувало за плата, минимална плата од 450 евра, организацијата на работодавачи вели дека не се зборувало, односно тоа било на маргините и не било воопшто главна тема. Едноставно имаше различна какофонија околу тоа што било тема на дискусијата. Исто така, имаше една информација која произлезе од таа средба, а тоа е дека некој побарал да се зголеми данокот на додадена вредност од 18 на 19,5%. Ова информација така беше пласирана во јавност од страна на премиерот Христијан Мицкоски, но никој подлабоко не навлезе дали е тоа реално, кој го побарал тоа, со која цел е побарано, така што денеска во овој подкаст ќе одговориме на сите дилеми што останаа неодговорени после средбата на економско-социјалниот совет. Затоа денеска малце невообичаена форма на подкастов, тоа имам двајца соговорници и тоа двајца спротиставени од два спротиставени табора. Значи првин ќе го представам представникот на Сојузот на синдикати на Македонија, односно председателот на оваа организација, Слободан Трендафилов. Добро дојдовте. Благодарам на поканата. Ова е втор пат што ми доваѓате тука, но прв пат како една мини дебата, и второ соговорник е Ангел Димитров, председател на Собранието на Организација на работодавачи на Македонија. Добро дојдовте. Добро ден. Да, долгогодишен член, представник на Организацијата на работодавачи, еден од поголемите познавачи на економијата во државава, така што мислам дека ќе имаме сериозна плодна расправа со аргументи, секој си има своји ставови, но редно е да ги слушнете и вие сите што не пратите нас на YouTube каналот на Пари. Ајде првино она што е многу важно, што мислам дека остана неодговорено во јавноста, беше кажано од страна на премиерот Мицкоски, а тоа е дека има барање за зголемување на данокот на додадена вредност. Тоа е данок што сите ние граѓани го плаќаме. Господине Димитров, кој побара да рачистим и со која цел? Тоа беше по повод дискусијата за буџетот, бидејќи единствена точка на дневен ред на оваа седница беше буџетот за 25-та и колегата Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата, расправајќи за бизнисот, излезе со една таква идеја, како зголемување на ДДВ-то за 19,5% од 18, нели, за да се помогне на општините, со тие пари да се помогне на општините, но мислам дека од сите страни таа идеја беше сватена како несериозна, затоа што знаете, кога се работи за буџетот, ако на некој барате нешто да му даде, треба да кажете од каде ќе го земете. Значи, ако на некој, да речеме, и давате повеќе пари, треба или ќе зголемете даноци, или на крајот на краиштата дефицитот и долговите спрема странство. Убаво е на општините и се даде, ама Миле најверојатно не е се што значи зголемување на ДДВ-то, тоа ќе значи автоматски зголемување на сите трошоци на граѓаните, зголемување на инфлацијата и така натаму, бидејќи ДДВ-то е го плаќаме сите. Така. И компании, и граѓани и така. Сега доаѓаме до прашањето, сите одбија што беа присутни, бидејќи беше изнесено дека владата ќе го разгледува тој предлог. Не, мислам дека веднаш премиерот уште на седницата кажа дека тоа не е за разгледување и владата нема намера да ги зголемува, затоа што тој каже дека единствено од даноците што владата планира да измени е овој данок што е за големите корпорации, каде што компаниите светски мора да доплаќаат 5% дома, ако овде плаќаат помалку од 15%. И тогаш навистина е нелогично зошто кај нас да не ги платат сите 15% и тоа е окей, мислам. Иако владата уште во старт кажа дека нема намера да покачува даноци. Така, значи не е ова за да се полни дупката во пензискиот фонд, не било во тој аспект побарано, туку чисто за да се помогне со тој 1,5% поен за општините да се помогнат. Па знаете, владата има и друг начин да помогне на општините, значи процентот од ДДВ и од персоналниот данок и ново наречениот данок на личен доход, што оди за општините се уште доста мало ако се споредим со другите држави. Затоа Македонија се уште доста централизирана држава кога ги погледнете износот од буџетот колку иде за општините, а колку иде за држава. Тоа е еден од забелешките, но не ни е нас тема тука општините, нас ни е тема она што се случуваше на седницата и ве разјаснивме еден дел. Господине Трендафилов, темата беше една тема имаше на тој СС на таа седница, тоа беше буџетот за 2025, но се зборуваше ли за вашето барање, перманентно барање кое што е пред изборите упатено до идната власт или сега актуелната, знаеме веќе кој е, за минимална плата од 450 евра. Се зборуваше ли на оваа тема?
Штом сите зборуваат на темата минимална плата, вклучително и работодавачите по излегувањето од седницата на економско-социјалниот совет, значи дека се зборувало. Се разбира дека на сите страни тоа зборување може би да не им одговарало толку колку што треба, меѓутоа ние како Сојуз на синдикатите на Македонија го изнесовме во рамките на точката за буџетот, имајќи во предвид дека и во буџетот од страна на владините представници слушнавме дека има обезбедено средства и за раст на минималната. Тоа што го побаравме ние пред сите и и до представниците на владата, меѓутоа и до работодавачите од приватниот сектор на седницата на економско-социјалниот совет е дека платите мора да се зголемат, а минималната плата треба да го предводи процесот на зголемување на платите и таа да изнесува најмалку 450 евра. Долго време зборуваме кои се причините за 450 евра минимална плата. Денеска сме сведоци дека земјите од регионот веќе не претркаа во растот на минималната плата, така да една Србија 454 евра минимална плата од 1 јануари, Босна и Херцеговина 600 евра минимални примања или минимална плата, 600-800 евра во Црна Гора, и мислиме дека доколку продолжи ваквиот однос од страна на работодавачите, дека во Македонија нема да остане ниту еден работник. Ние денеска сме сведоци дека дури ниту непалците не остануваат во Македонија за вакви мизерни плати и за вакви мизерни услови за работа, и затоа сметаме дека минималната плата треба да се зголеми што е можно поскоро. Имајќи во предвид дека финансиското оптеретување на буџетот и нема да биде така големо поради тоа што платите и денеска во јавниот сектор се за 10% над минималната плата, а доколку се примени општиот колективен договор за јавниот сектор од месец март, исто така ќе бидат за дополнителни 12% зголемени, и тоа значи дека минималната плата можеме веднаш да ја зголемиме за 22-23% и без тоа да има финансиско оптеретување на буџетот. Да, но тоа е за буџетот, сега зборуваме за буџетот, но сега се враќаме кај приватниот сектор. Дали тоа ќе биде оптоварување за приватниот сектор 450 евра, бидејќи тоа ќе падне и на ваш грб, па вие ќе треба да исплаќате на работниците минимална плата и врз основа на тоа после да ги билдате сите останати плати нагоре. Па јас мислам дека проблемот и во јавниот сектор и во приватниот сектор е ист. А тоа се случи, да речеме, во годините која нагло ја покачувавме или паушално ја качувавме минималната плата и во двата сектора. Значи, во моментот кој е качен 2018 динара за, да речеме, 1265 или кој е качен на 15.000 или најновото 22 на 18.000, се случи во двата сектора да има голем број работници кои земаат минимална плата, што не е целта. Фактички и компаниите и државата не успеа да ги покачи платите на повисоко платените работници, луѓето со повисока стручна спрема, со повисоки знаења, поголема одговорност и така натаму. Така да знаеме во јавниот сектор што се случи, да најниските работници со, да речеме, една хигиеничарка земаше плата како медицинска сестра. Тогаш автоматски ги нарушувате мотивацијата кај медицинската сестра или кај докторот. И во приватниот сектор е така. Да речеме, во мојата компанија се работи на учинок, значи имаме норми, не е проблем за, да речеме, хигиеничарката што треба да се дотира некој динар, но проблем е да ти работник кој има остварено, да речеме, 100% и работник кој има 70%, стварно треба иста плата да ја дајете. Сега како последните 2 години се намали тој јас, сега веќе бројот на работници што зема минималната е помал и разликата помеѓу тие работници е осетлива, што е добро за продуктивноста, бидејќи ниеден работник до работниците почнаа сами да се бунат. Директор како видите, она цел ден се шета ваму таму, си пушти цигари, а јас срмам да земеме иста плата. Значи мора да дадеме можност подобрите работници да ги наградиме. Затоа јас велам многу погрешно, можеби за браво за синдикатот што успеа да го прашањето на минимална плата дигне на такво ниво да во Македонија кога кажеш за плата, веднаш мислат сите на минимална. Што во суштина не е така. За плата се мисли за нормална плата, живеачка. Минимална плата е само гарант дека најниско платените работници ќе се задржи екзистенција. Значи, тие да можат некој нормален живот да живее, а не за плати. Кога зборуваме за плати, треба да рачунаме на просечна плата и на поголемите плати. И сега рековте нема по буџетот да биде оптоварување, малце начинот како се определува зголемувањето на нивелирањето на платите во јавниот сектор е просечната плата плюс од месец март 2025. така, да. плюс бод. И сега коефициент на сложеност. во просечната плата зголемувањето на минималната плата влијае на
зголемувањето на просечната плата. После тоа просечната плата се усогласува, имаме зголемување, но просечната плата исто така од кога ќе се зголеми во јавниот сектор влијае повторно на просечната плата, која што се враќа на минималната, бидејќи имаме усогласување на минималната плата, па минималната плата се усогласува со повисоката просечна плата, односно имаме едно перпетум мобиле каде што едно со друго се билда цело време со усогласувањето. Тоа е веќе сериозно оптоварување за буџетот, зборуваме за јавната администрација, но тоа е и веројатно и за приватниот сектор, но доаѓаме до еден врзан круг каде што едно со друго се помага да си расте цело време. И тоа може да оди бесконечно, бидејќи така е концепиран системот. Не е толку комплициран процесот за раст на платите колку што вие го објаснивте. Да, ако го кажете така како што вие го кажавте, е навистина комплицирано да го разбереме дури и Не, многу е просто. Просечна плата плюс годови, тоа зголемувањето на просечната плата влијае на еден сегмент во просечната плата влијае на целото зголемување на просечната плата. Тој просек се враќа во минималната плата, која ќе се зголеми минималната плата, тоа е еден инпут во просечната, а штом се зголеми еден инпут во просекот, расте и просекот и тоа си се врти. Тоа е многу, мислам, веројатно сите што правиме математика ние. Ако слободно само вода го обясни за перпетум мобиле. Значи тоа се случувало во историјата. Ако ја врзете минимална плата со просечната, и таа автоматски генерира повисока просечната, а повисока минимална, и има држави кои се случило такво нешто, ја дури замрзнуваат, донесаат закон за замрзнување на минимална плата. Но тоа се случува кога имаме многу ниска инфлација и скоро нула инфлација. Значи тогаш се реално зголемувањето. Но услови кога имате во државите во скоро цел свет пумпање на инфлацијата преку задолжувања, градење, инфраструктурни објекти и така натаму. И луѓето не го сеќаат тоа така, затоа што автоматски повисоката влеќе плата гледат они дека купувната моќ не се зголемила. И затоа инфлацијата овде ги мати работат. Иначе математички целосно се во право. Но тоа е оптоварување на буџетот. Ќе оставиме се влијанието врз приватниот сектор, но тоа е оптоварување на буџетот, бидејќи просечната плата сепак е оптоварување на буџетот. Дали има математики колку реално ќе се оптовари буџетот со вака зголемување на просечната плата, па и усогласувањето со минималецот и на просечната плата? Ние во ССМ изминатите неколку години свативме дека треба да разговараме исклучиво врз основа на аргументи со работодавачите и со владата. Така. Ќе почнем од дискусијата на претседателот Ангел. Денеска ништо не ги спречува работодавачите, добро квалификуваните работници да ги платат далеку повисоки плати од минималната. Зошто не ги плаќаат, тоа е друго прашање. Минималната плата во 2022 година, кога разговаравме од 15.194 на 18.000 денари, дека е потребно да се покачи, имавме 86.000 работници согласно официјалното изјавено од страна на владините представници тогаш кои беа членови на Економско-социјалниот совет. 2 години подоцна имаме 25.000 работници на минимална плата. Тоа значи дека не сме ги доближиле платите на останатите работници до минималната плата, туку дека сме направиле притисок на сите останати плати да се зголемат, имајќи во предвид дека 50.000 работници, близу 50.000 работници веќе не се на минимална плата како што било во 2022 година, а тоа е само пред 2 години. Втората работа со растот на платите е тоа што успеавме ние како синдикати да ја врземе платата на вработените во јавниот сектор со просечната плата. Но минималната плата има дел од просечната плата само во висина од 50% од порастот на просечната плата, а не 100% пораст на просечната плата да го пумпа делот на минимална плата. И да не заборавиме, на минимална плата не треба да имаме ниту еден работник, туку тоа треба да биде само граница под која не сме да се исплати ниту една плата во државата. Да, точно е тоа дека минималната плата влијае за растот на просечната плата, меѓутоа 25.000 работници кои се точно на минимална плата денеска, не знам од кои причини, меѓутоа еве таков е податок од управата за јавни приходи, колку проценти е тоа во 530.000 работници кои што примаат плата по МПИНУТ и каков е притисокот за растот на просечната плата, да речеме за зголемувањето на минималната плата од некои 5.000 денари. Може да претпоставите дека не е тоа голем, меѓутоа нас тоа што дополнително не загрижува е тоа што растот на платите во приватниот сектор не се одвива како во јавниот сектор. Работодавачите во приватниот сектор, особено со организацијата на работодавачи, многу пати сме разговарале, немаат проблем да ги платат добро платените работници. Тие имаат проблем да го платат делот на државата. Ние денеска во организацијата на работодавачи кои се членки компании, кои се синдикално организирани во ССМ, имаат плати над просечната плата во 80% од случаевите.
20% имаат подпросечната плата, меѓутоа ние денеска борбата за минимална плата водиме за работниците кои не се членови на Сојузот на синдикатите на Македонија, а верувам дека и компаниите кои имаат проблем со исплата на платите не се членки на организацијата на работодавачи. Но од друга страна се добива впечаток дека најголем ќар добиваат во јавната администрација, што па на нас што не сме дел од јавната администрација, односно што сакаме да ги имаме квалитетните нивни услуги, не ги добиваме, а ги плаќаме, ни боде малце очи што 12% на наредната година ќе добијат повисока плата. Мислам, буџетот е тој, структурата на буџетот е таа, парите се тие, едноставно мислам дека ние што не сме во дел од таа јавна администрација, гледаме не баш најпријатно кога ќе слушнеме дека ќе добијат јавната администрација 12%, а во таа јавна администрација има луѓе што стварно не ја заслужуваат ни минималната плата, не заслужуваат ни да се вработени таму. Не можам да се согласам со вас во вашата констатација. Тоа што е важно да се знае дека вработените во јавниот сектор не се само администрација. Добро сектор, јавниот сектор. И целокупниот јавен сектор од 138.000 работници, или ако го земете само законот за административни службеници, 80% од нив се под просечната плата со плата. Да, не се на минимална плата, 24.000 денари е најниската плата можеби во јавниот сектор за некоја наједноставна работа која ќе ја извршува некој административен службеник или некој друг вработен во јавниот сектор, меѓутоа сите останати плати се под просечната плата. Надпросечна плата имаат само раководителите на сектори и некои други одлучувачки позиции кои покажуваат дека вработените колку се платени толку и работат. Да, точно е тоа. Можеби распределбата на работната сила во јавниот сектор не е на место и можеби треба да се размислува на тоа онаму каде што недостасува квалификуван работен кадар да се премести од една институција во друга институција. Меѓутоа за платите кои ги добиваат таму, навистина не можеме да зборуваме за голема продуктивност. Од друга страна, во приватниот сектор, онаму каде што сме синдикално организирани, платите само оваа година пораснаа за најмалку 20%. Тоа кажува дека преку социјален диалог со нашите социјални партнери може да се направи некакво постигнување и достигнување. Од друга страна, зголемувањето на платите за кое сите зборуваат во овој период и што е задоволство за синдикатите сите да зборуваат за платите, тоа значи дека нешто не е во ред со висината на платите. Може да се најдат соодветни решенија и ние тоа го предлагавме до организацијата на работодавачи, меѓутоа и до владата. Господине, повелете. Сакам да кажам дека до некаде се слагам во однос на ова за платите за администрацијата и за подигање на просечната плата и во приватниот сектор. Но мислам дека тука не е главен фактор минималната плата. Не предизвика толку влијание да се покачат платите во приватниот сектор, колку што е недостигот на работна сила. Значи, работодавачите се обидуваат во последно време како да ги наградат, па измислуваат најразлични видови на други субвенции, награди, за да ги задржат работниците, особено оние кои носат. И овде доаѓаме до мојата теза, значи, целта треба да биде како да најдеме повеќе средства да ги наградиме добрите работници, креативните работници, луѓето кои ќе ја промена структурата на нашето стопанство, а не да мислиме само на оние најниско платените. Значи, целта е Македонија да успее да створи нови предприемачи, млади луѓе кои ќе ја гледат иднината овде во Македонија. Тоа треба да ни биде главната енергија кај ќе ја насочиме за развој на државата. Но што значи 450 евра минимална плата оптоварување за приватниот сектор? Дали сепак е оптоварување, бидејќи на овие 450 евра, тоа се нето, доаѓаат и бруто плата, бруто давачки, тоа некаде околу 60% мислам дека треба да се зголеми. Тоа би било уште 200, колку би 225, 230, 240, некаде околу 690-700 евра би дошло. Што би значило ова за приватниот сектор, вака зголемување на минималната плата? Па за поголем број од компаниите не би значило ништо. За речеме за добростоечки компании, оние кои работат во дејностите кои имаат повисока додадена вредност, да речеме за едни банки, за едни, да речеме, Мак Петрол, или за едни IT индустрија, или за Телеком, или, значи, овде станува збор за компаниите или се малку, да не речам, као монополи, или на друг начин имаат на висока додатна вредност. Но овде до судир би дошле само трудоинтензивните дејности, каде што поголем број од работници може да дојде да наместо сега, да речеме, ако дотирате, да речеме, 10 или 5% од работените, ќе треба да дотирате 15% од работените,
и ако немате пари да ги покачите платите на другите работници. Затоа што убаво е она слободно што го објаснуваше, значи ако се покачи ова минималната плата, автоматски на сите да покачите, ама вкупниот ако имате можности за зголемување на вкупните трошоци за плати. А ако вие работите на граница рентабилност со нула, вие немате можности да ги покачите другите плати. Значи има компании кои и ќе се судрат со тоа дека не може да ги качат платите на подобрите работници. Тоа е проблемот што негативно ќе влие во приватниот сектор. Значи не би било проблемот што ќе ние дотираме да речеме повеќе луѓе, но автоматски ги демотивираме добрите работници. Значи ние сме повеќе за качување на сите работници да речеме 10% или 15%, отколку да качиме 20% на неквалификуваните. Сега доаѓаме до прашањето, подготвени сте ли да прифатите минимална плата од 450 евра? Не, во овој момент според нашите анализи работувачите не се подготвени, пак ќе кажам. Најмногу заради тоа што трудно-интензивните дејности ќе имаат повисоки проблеми, ќе се нарушат мотивираност кај добрите работници. Што ќе правите вие сега? Не сакаате едната страна во социјалниот диалог да прифати. Премиерот рече ако се договорите јас ќе прифатам што сакаат, до што е договорено, едната страна не сака. Што ќе правите вие сега кога на вака јасно кажан став дека не може да прифатат и не сака? Во економско-социјалниот совет сме тројца партнери. Ако двајцата од двете страни од партнерите немаат проблем, 2/3 од работата веќе е завршена. Меѓутоа шалата на страна. Добро, вака се по 1/3 јас разбрав дека во моментов се сите. Работодавачите во приватниот сектор нормално е да имаат стравови. Меѓутоа, растот на минималната плата изминативе 3 до 4 години покажа дека работниците ја зголемуваат нивната продуктивност. Продуктивноста синдикатите ја мерат малку поразлично од колку како е мерите, баш ме интересира каква е продуктивност. Ако ги извадите податоците од Централниот регистар и од Управата за јавни приходи, ќе видите за колку пати им се зголемил капиталот на работодавачите во приватниот сектор. Капиталот веројатно го сработил работникот, веројатно не е од Бога даден. И веројатно не играат на кладилница или во казино работодавачите, па да можат да ги зголемуваат 2 пати, 3 пати или 4 пати средствата кои ги имаат на располагање. И затоа велиме ние работниците дека ние сме онолку продуктивни колку што сме платени, а колку повеќе сме платени, сме повеќе продуктивни. Растот на минималната плата во месец март мора да се случи согласно законското решение. Дали тоа ќе биде 1600, 1800, 2000 или повеќе од 2000 денари, останува да видиме податоците од статистика. За кратко како ќе покажат. Меѓутоа, тоа ќе биде премалку во однос на зголемувањето на платите на работниците во Македонија, а да не зборуваме во регионот каде што заминуваме. Ние дури како синдикати имаме неколку предлози за надминување на овој проблем, иако знаеме дека на работодавачите во приватниот сектор навистина има проблем делот за придонесите од задолжително социјално осигурување кои се 40 или повеќе од 40% на растот на платите. И можат работодавачите заедно со владата да размислуваат на оној дел над 1800 денари, 800 денари или 2000 денари колку ќе биде по методологијата, до 5000 денари колку што изнесува 450 евро, односно до 22.567 да се зголеми за 5000 денари. Минималната плата да не ги плаќаат одреден временски период, односно да бидат ослободени од плаќање на придонесите за разликата. И тоа ќе значи нешто слично како мерките кои ги имавме во минатото. Да, ма тоа предизвика други дупки, ќе дојдеме. Кога платите порасна, само прости, кога платите порасна минатиот пат, кога им се овозможи на работодавачите за одреден износ за зголемување на платите, да не забораваме со договор за вработување се зголемуваат платите и потоа платите не се вратија назад, туку продолжија работодавачите да плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување по истекот на мерката и на таков начин се влеа голем број на средства во буџетот, особено во онаа дупка на фондот за пенсијско и инвалидско осигурување. Сега ќе направиме пауза за пријателите на подкастов, веднаш се враќаме да продолжиме бидејќи се отворија неколку прашања, а тоа се придонесите и оптоварувањето од придонесите, а тоа е горлива тема. Минатиот подкаст зборувавме малце за тоа и за старосната граница и за зголемување на придонесите, но за тоа во вториот дел од подкастов први малку пауза. Атлантис. Сладки спомени. Витаминка.
Во подкастов зборуваме за минималната плата, но и за тоа колку ќе значи оптоварување за буџетот, но и за оптоварување на компаниите. Гости, председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов и председателот на Собранието на Организација на работодавачи на Македонија Ангел Димитров. Значи, зборувавме, застанавме кај една многу важна тема. Ја спомнавте вие дека минималната плата кои ќе бидат придобивките, но спомнавте нешто дека придонесите што ги плаќаат работодавачите би требало да се ослободат од одредено време разликата, оние 3000 денари, ако бидат 3000 денари, да се ослободат од плаќање на придонеси, за да може да не падне толку големо товар на работодавачите зголемувањето на минималната плата. Но тука доаѓаме до големиот проблем дека таквите ослободувања во минатото носеа зголемување на буџетската дупка во ПИОМ, односно поголеми потреби од дотации од буџетот, а гледаме дека сега Фискалниот совет заради таквите лоши политики и лошата состојба на буџетот, односно на фондот за пензионско и инвалидско осигурување, предложи неколку мерки. Првата е пензионирање на 67 години или па постепено зголемување на придонесите за 0,7% поени од 18,8 на 19,5, па во 2029 на 21%, ако има потреба, веројатно ќе има потреба, така што тоа ќе биде дополнително оптоварување за бизнисот, пред се за бизнисот што треба да го плаќа, но прашање е дали ќе се спаси фондот за пензионско и инвалидско осигурување, бидејќи проценките се дека некаде за 10 години тој ќе биде неодржлив со вакви политики како што се водат сега, ако нешто драстично не се промени. Господине Трендафилов, зборовте ли за ова вие на Економско-социјалниот совет, бидејќи ова е сериозна тема и сериозно оптоварување за сите нас, бидејќи фондот е солидарен и ако не може да се финансира, ќе имаме големи последици. Фондот се финансира од придонесите за задолжително социјално осигурување. И предлогот веројатно на Фискалниот совет, кој веројатно паушално ја даде таквата изјава, а прима паушал во меѓувреме за извршување на таквата функција, на кој не се плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување, на таков начин не се потпомага фондот за ПИОМ, веројатно е многу погрешен. Погрешен од неколку причини. Требаше да се зборува за раст на платите. Растот на платите овозможува повеќе финансиски средства во буџетот, во фондовите, фондот за пензионско и инвалидско, фондот за здравствено осигурување и така натака и така натака. И можеби дебатата треба да се сведе на потребата од растот на платите, со што ќе се овозможи 40% од тоа повторно да се врати назад во буџетот. Растот на платите не значи само бенефит за работниците, бидејќи бруто системот на плата овозможува дел од мојата плата, која е целосна, да работодавачот има врска да задржува и да уплаќа во буџетот назад. И тоа значи финански бенефити за буџетот. Меѓутоа, во минатото, таквите мерки напротив покажаа дека се зголемува просечната плата, а со зголемувањето на просечната плата се зголемува и процентот кој се плаќа од страна на работодавачите без оглед на тоа дали во јавниот или во приватниот сектор, во фондовите. И на таков начин мислам дека дури и се намали дел од дефицитот на фондот за пензионско и инвалидско осигурување во минатите години. Се намали заради зголемување на придонесот за 0,8% поени. И во зголемувањето на придонесот многу е битно да се знае дека секој предлог за зголемување на придонесот значи и предлог за намалување на платите, имајќи во предвид дека бруто системот на плата е немилосрден. Секој зголемување на едната страна значи намалување на другата страна. Ако јас имам 50.000 денари бруто плата и мене ми се зголеми процентот за 1%, макар нека е тоа бруто делот, мене нето делот ми се намалува следствено на тоа за 1%, па за 1% би се намалува делот за додатоците на плати и така натака и така натака. И затоа велам дека ако нешто се прави во рамките на зголемувањето, наместо да ние да зголемуваме 1% или 0,6 или 0,8, колку што е и нивниот предлог, ние добро е да ги зголемиме платите за 5% и па потоа од 5% 1% секако ќе се зголеми делот за бруто, делот за плата во придонесите за задолжително социјално осигурување.
Ние не можеме да се согласиме само со ставот дека зголемувањето на пенската граница на 67 години ќе помогне во фондот за пенско Да, инвалидско добро, тоа мислам дека осигурување е абсолвирано дека нема да и не биде, може да јасно. размислуваме за зголемување Нема на сега да биде нешто. зголемување на основицата. Треба да зборуваме за зголемување на бројот на нови вработени млади луѓе кои ќе го помогнат системот, ќе ја зголемат продуктивност и ќе плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување. Ако по МПИН 530.000 работници примаат плата, тоа значи дека 1,3 работници покриваат еден пензионер од придонесите кои ги плаќаат од задолжително социјално осигурување. Ние наместо да размислуваме да се вработат 160.000 работници колку што недостасува по статистика до 690.000, ние размислуваме за некакви други мерки кои значат само штета на работници. Господине Димитров. Ова е типично, како да кажам, синдикално поедноставено гледање на работите и кога би била така економијата едноставна, значи супер би било за сите. Значи, од она што слободно кажуваш, испаѓа дека со пораст на платите се ќе си решиме. Значи, ни треба повеќе пари у буџетот, ќе ги качаме плати, ќе плаќаме повеќе придонеси, автоматски го решаваме фондот. Нема да има дупка и готово. Ама не е така, ако е така сите држави само тоа ќе прават. Ако имаат економски проблеми, качите ги платите и завршете се. Значи платите не се исплаќаат од некој чекмеже кој стои полно, па сега кога сакаш си земеш од него. Мора да сватиме дека има компании кои работат на висина на граница рентабилност. Тие повисоките плати, вкупниот буџет за плати ако покачат, автоматски треба или да кратат од нешто, или да почнат да напуштаат работници. Па место да се зголеми у фондот парите, ќе се намали вкупните приходи, да речеме, во фондот за ПИО. Значи не е тоа воопшто така едноставно решение. Ако било така, и Европа ќе донесеше една минимална плата 1.500-2.000 евра во цела Европа. Значи тие се расправа 5 години во Европска комисија колку да биде минималната плата. И првото што го заклучи е нема шанса да се донесе една иста минимална плата за сите држави, затоа што нивото на развој е различен. Не можеш ти на Романија и Бугарија да садиш иста минимална плата како и Швајцарска. Бидејќи самата структура на стопанство не возможува да можеш да исплатиш таква плата. Значи платите мора да се заработат за да се исплатат. А што се однесува за ПИО, главниот проблем е старење на населението и пад на наталитетот. Значи ние помалку луѓе се раѓаат, помалку имаме младо население кое ќе ги надокнади оние кои заминуваат во пензија. И тоа не е само кај нас и надвор. И сега можеби има право Слободан што вели дека тоа е као да кажеме математичко решение, зголемите го старосна граница. И точно е таа зголемување старосна граница ќе донесе првите 3 години нема да идат у пензија, затоа што автоматски сите ќе треба да работат уште 3 години. Значи фондот у тие 3 години ќе се задржи и ќе работат подолго, ќе плаќаат повеќе придонеси. Сега, но се разбира и тоа решение ги има негативности, затоа што ќе не е исто работник, да речеме, кој работи у државна администрација или не иде на работа, зима плата, и работник кој е на градилиште на, не знам, на виси цел ден во градежни објект. Така да не може да биде исто за сите и ќе биде предизвика проблеми што тие луѓе ќе почнат да користат боледување, тоа пак ќе паѓа на товар на работодавачот кој треба да го плати. Да, но ова е за 67 во моментов мислам дека не е тема. Мислам дека оваа влада нема да го прифати. Не верувам дека и наредната влада ќе го прифати. Било која влада е болно прашање за Не може постепено, не мора на една 67 да се прави, али тоа и предлогот 65, ама тоа ќе треба да го направиме кога дотациите од буџетот ќе бидат толку големи во фондот за ПИО да представуваат проблем за извршување на основните функции на буџетот што ги има. Веќе велат дека е проблем и дека мора не да се е се уште толку голем проблем. Мислам затоа што и владата го одби ова решение за 67 години. Да, знаете, дотациите не се желба на премиерот, дотациите е законска обврска. Значи така, државата гарантира и фондот за ПИО не може да пропадне. Од буџетот се колку треба ќе го дотираме. Ама прашањето е сега, јас затоа викам тие дискусии се идеолошки. Дали она што го плаќаме ние сите граѓани од ДДВ-то највише што собира и од другите даноци, да речеме, треба да го даваме сето на пензионерите. Или треба нешто да направиме подобра улица, подобар животен стандард и така натаму. Проблемот е во целава приказна е што генерално наредниве 3-4 години ќе се зголеми за 400 минимум милиона евра потребата за дотирање во буџетот во ПИО.
сега се дотираат 536 милиона само за да се исплатат пензиите. Во моментов во ПИОМ нема 536 милиона, 33 милиарди денари се префрлаат директно во Министерството за труд за да може да се исплатат пензиите без оние транзицијски трошоци кои што изнесуваат уште 14,5 милиарди, односно вкупно се 48 милиарди што се префрлаат од буџетот. Велат дека на овие 536 ќе се зголемат уште 400 милиона. Да, ако зголемуваме по 2500 денари два пати година. Не, тоа предизвикува 5000 денари, предизвикуваат усогласувања во наредните години и тие усогласувања доаѓаме до тие 400 милиона. Тоа се скоро милиарда евра што треба од буџетот да се дадат за ПИОМ. Една од опциите е 0,7% поени. Дали тоа е прифатливо за вас? Бидејќи велат дека нема да се наруши конкурентноста, бидејќи во регионот има повисока стапка. Па не верувам дека секаде да речеме има повисока стапка. Само Косово е 10%. Да, ама има сигурно други пониски затоа што ние вкупните давачки од бруто со нето кај нас е да речеме бруто односно нето 48%, Србија 35%, а Црна Гора 18%, затоа што тие па придонес за здравство воопшто не го плаќаат, го финансираат целиот од буџетот. Така да може би не би било нешто катастрофално неиздржливо за бизнисот, но се нарушува автоматски пак вашата конкурентна способност, затоа што ние кои излеземе на пазарот надвор се конкурираме со нашите трошоци и нашите цени. Значи ние ако ги изголемиме нашите давачки, автоматски треба да изголемиме нашите цени за излез на пазарот, дали е домашен или надворшен пазар. Значи ние не земаме пари од некој си буџет што ни се дава од некаде, туку мора да ги заработиме на пазарот, мора да излеземе со целата конкуренција што постои таму и да успееме да продадеме производ со квалитет и со цена кој не е повисок од другите цени. Дали ова зголемување сепак ќе наруши конкурентноста? Барем за во регионов да не можеме да им конкурираме на земјите од регионот. Која е вашата претпоставка? Се разговарале ли? Ние да ви кажам право веќе си ја изгубиме конкурентноста за некои гранки. Ево да речеме текстилна индустрија веќе автоматски полека пропаѓа целосно, затоа што ние со овие плати веќе што отидоме сме навистина скапи и неконкурентни за светските пазари. Бројот на работниците од 2010 од 63.000 луѓе, сега сме некаде 28.000 луѓе. Замислите колку е тоа намалување и понатаму драстично паѓа. Секој ден се затвараат компании и газите нешто што останало го пренасат некој друг бизнис и што е најжалосно купува да речеме станови во Солун за издавање место да ги вложат тука во Македонија. Така да тоа е секој ден се случува таа борба на конкуренцията. Дали државата нешто ви дава или ви зима, лошо е што ние да речеме ги бенефицираме многу странските компании за сметка на нашите. Затоа што јас велам дека апсолутно сум против да работник кој работи во компанија наша кој плаќа даноци и придонеси, ги полни фондовите, да го префрлите во ТИРС, да го земат и да не плаќа 10 години придонеси. Како нели е тоа нарушување на нашиот фонд? Така е. И сега некои вела дека тоа било порано, сега не е. Па дајте ги договорите со странци од ТИРС на секоја компанија да ги видиме што од привилегии имат. Ако тоа не се прави. Зошто се државна тајна? Иначе за пензиите само да ви кажам, има едно многу елегантно решение кој не бара ниту додатни пари, ниту оптеретување, а тоа да и дозволиме пензионерите да работат слободно со задржување на својата пензија. Бидејќи во овој момент во Македонија, ако инспекција ви фати ваш пензионер кој работи, ќе ви рече не, мора да ја стави пензијата во мирување и да продолжи да плаќа придоници. Тогаш тој се откажува тоа. За разлика од кај нас, во други држави, да речеме Хрватска сега пред неколку месеци тоа го измени, дозволуваат на пензионерот да работи плюс 4 часа во денот, но не му се стопира пензијата. Значи има некој можност. Да, или пола работно време, или да речеме да работи као за договор за дело да плаќа само персонален данок, се разбира, тоа би било доброволно ако пензионерот сака. Затоа што и во Германија пензионерите не се богати. Ја ги гледам во хотелите навечер, трета смена секогаш се пензионери. Тие луѓе имаат мала пензија и сакаат. Не е тешка работа да се рецепција и ние имаме лесни работни места кај што може и пензионер да работи, ако и двете страни се договорат, но во овој момент во Македонија има најстроги закони во однос на пензионерите. Би прифатиле ли да само да прокоментирам? Апсолутно, затоа сме тука за да темата е интересна. Ние ги избркавме овие младите продуктивни работници од Македонија за денеска да предлагаме мерки повозрастните работници кои си го изработиле својот животен век,
да ги враќаме повторно во работниот процес и да не бидат продуктивни. Не знам колку Ако ќе бидат сакаат, продуктивни. слободен, ова не е задолжително. Прочитав пред неколку денови еден твит, вика тој што предлага зголемување на можноста пензионерите да работат, вика во амбулантното возило возачот да биде над 67 години што ќе го вози, медицинската сестра да биде над 67 години што ќе го лечи додека стигне во болницата да го пречека болничар на 67 години и да го прави операција доктор со над 67 години. Значи апсурдот е толку голем што веројатно затоа велиме ние дека навистина треба да се поедностават работите, не да бидат толку комплицирани. Ние зборуваме за да го искомплицираме системот толку многу со зголемување на пенската граница, со зголемување на придонесот, а не зборуваме за наједноставниот начин за зголемување на платите. Се што е предлог е само подолго време да плаќаме придонеси. Ефектот е истиот, дали ќе се зголеми платата на работниците или нема да се пензионираат, па придонеси ќе плаќаат само во фондот, ефектот ќе биде ист на крајот на криштата, тоа чекмеџе што го велиме сите, ќе треба некако да се наполни и мислиме дека државата и работодавачите во приватниот сектор пред се треба да размислуваат како младиве да ги задржат тука, прво да ги задржат, да не размислуваат да заминат, и второ како тие што се заминати да ги мотивираме да дојдат повторно во Македонија. Да, не е само платата причина за иселување од Македонија, условите за живот исто така се едни од можеби највисоката ставка за решавање за заминување од Македонија, меѓутоа вие и денеска во законот за ПИО, тоа многу пати сум го кажал, имате најелегантно решение, ќе ставите пензијата во мирување. Не може јас и вие да плаќаме некој повозрасен работник кој си го изработил своето и тој да зима пензија, а потоа работодавачот да му даде 10.000 денари и да плати 1.000 денари на тоа персонален данок во буџетот и да добие работник со дисконт од 60 или 70%. И тие на таков начин дополнително уште повеќе да ги бркаме младите, поради тоа што ќе нема работни места за нив на крајот на криштата и веројатно и овие ќе сватат дека и овие ќе сватат. Затоа велам треба едноставно да дискутираме за комплицираните немаме работници, дека од друга место ќе треба за млади да отвараме работни места. Ние со таквите приказни што важеле, кога имавме 30% невработени, сега не можеме истите приказни да ги кажуваме. Затоа што во Македонија моментално 10.000 работни места се празни, нема кој да ги пополни. Имаме фиктивни 100.000 невработени кои работат може и половината на црно. Користат социјална помош, а дел од нив се и во странство, не се ни тука. Значи, ние немаме работници. Тоа што се залажуваме, треба да си упрочистиме списокот за пенсиско за невработени да видиме каде се тие луѓе. Иначе, и дека само платата е причина што си бегаат луѓето, е далеко од тоа. Дури пред почетокот зборувавме дека и во Словенија бегаат луѓе, која Словенија има од нас многу поголеми GDP и повисока плата и се и таму бегаат луѓе. Значи не е така едноставно решение. Денеска и од Германија бегаат луѓе. Така во Америка, да, затоа во Америка или во Швајцарија, знаете колку луѓе се префрлија во Швајцарија. А поскапа држава е. Значи денеска цел свет е глобално село и кој кај сака таму оди си го најде свое решение. Но знаете, лесно да кажете како да ги младите задржиме. Ама тоа е прашање како е. А што да понудиме за да се реши? Прво што треба да решиме, да го решиме образованието. Ако имаме ние поквалификувани луѓе, ниту ќе бидат толку подложени на политички манипулации, со нив да се манипулира, ќе имат повеќе знаење, може да отворат компании со висока додатна вредност, да прават софтвери, да прават не знам што, да отварат бизниси кои се повисоко платени. А ние и даваме фиктивни дипломи на младите, кои немаат скоро никакво знаење или минимално знаење и ги лажеме, вие сте сега дипломиран тоа и тоа. И он чека работа за дипломиран сироти, он не знае да пишува уште. Има луѓе не знаат да читат, завршат средно образование, не знаат дали функционална неписменост. И ние така не можеме, или тестовите за писменост по математика или физика, што покажуваат, ние сме на дното во Европа. Така да ние не можеме младите од нив да очекуваме нешто да направат ако прво не ги описменеме како што треба. Значи, прашањата се многу комплексни. Така. Ќе кажам, извини, само кратко. Да, повели. Не се комплексни. Кога ги имавме младите тука им викавме, ако не се допаѓа да работиш за 6.000 денари плата, имам друг во агенција за вработување, со лопата ги ринеме, ќе донесеме, ќе ни работат. Се денеска кога ги немаме тие, денеска велиме ќе му дадеме 10.000 денари на некој пензионер кој си го изработил работниот век за да дојде да ни работи.
се сменија силите не само во Македонија, насекаде во Европа и во светот. Работниците се во далеку поповолна положба. Можеби за 20 на години повторно ќе се врати истиот систем кој бил пред 20 години. Меѓутоа, денеска работниците имаат избор да работат не за 22.567 денари, туку за далеку повисоки плати. Не, суштината е, не ја спомнавме покрај образование, структура на стопанство. А тоа пак зависи од образование. Значи, вие не можете да споредувате држава која има да речеме, има држави кои има толку многу руда, богатства, па се сиромашни, да речеме, земите дел од афричките држави. Имаш држава, да речеме, Јапонија, која нема ниту природно богатство, ништо нема, а од друга страна е богата. Све увезува, преработува и продава надвор. Значи, тука е, покрај образование битно и како ние се однесуваме, дали сме одговорни според работењето, дали владење на правото, дали има мито и корупција, значи многу сложна работа. Така. Лесно беше кога ние можевме со таква лесна индустрија, каде што само што толку мануелен труд фактички, каде што се зафркаваат луѓето во тирзовите, доволно да ја сликуваш плава, црвена и црна жица и готово, ти си вработен. Значи такви работи не може да дадат високи плати, не може да задржат работници. Значи треба да промени структурата, а за тоа треба прво знаење и второ треба инвестиции во нова и современа опрема. Така е, толку комплексна е темата, но време е за втората пауза за нашите пријатели. Се враќаме, отворивте една после паузата, отворивте една тема, ја начнавме, тоа е работната сила, ќе зборуваме, бидејќи гледаме дека има отворен лов на македонски квалитетни работници од страна на странски држави. Ќе зборуваме за тоа, ќе зборуваме малце и за буџетот за 2025 и ќе финишираме со третата третина, но време е за пауза. Атлантис. Сладки спомени. Витаминка. Трета третина од подкастов, каде што гостува председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, и представникот на Организацијата на работодавачи, Ангел Димитров. Не ви ја кажам сега целата функција, бидејќи малце тога ја кажам веќе 2 пати. Зборувавме за минималната плата, неприфатлива е за работодавачите 450 евра. Синдикатот инсистира да остане, да се зголеми и на таа сума, предложија некои олеснување во поглед на придонесите, не прифаќаат синдикалците зголемување на придонесите за пензиско осигурување за 0,7%, но и прифаќаат ни работодавачите и тоа им е дополнително оптоварување. Иако некако морам да кажам, господине Димитров, очекував од вас да бидете поостри контра синдикатот, но некако им давате за право да имаат барања, дека нема да биде тоа што го бараат толку катастрофално за бизнисот, за некои сектори би било, например, 450 евра минималец би било оптоварување, но дека не е тоа најстрашниот дел и дека не би било тоа крах на стопанството или зголемување на придонесите за 0,7%, иако ќе оптовари дополнително бизнисот и може да ја намали конкурентност. Изнесовте интересен податок колку се зафаќа од платите, например, ние сме 48%, а не како што реков ја 60 во првиот дел од подкастот, 48 рековте вие, тоа е точната бруто во однос на нето. Во Србија рековте дека тоа зафаќа 30%. Тоа е израчунато на минимална плата. Минимална така, бруто со минимална нето, инаку ако е платата повисока, оди некаде 50 па дури до 52, заради данъчно леснување овде мора да го искористам тоа и слободно се залага за истото, мора данъчно леснување да го зголемиме. Не можеме ние минимална плата да имаме 20.000 да речеме, а минимално леснување да биде 9.500. На другите пари да плаќа персонален данок. Ако минимална плата е минимум екзистенција испод која се не може државата од тоа минимална екзистенција зема пари. Ослободувањето на персонален данок треба да биде барем до минимална плата. Во Црна Гора е до 700 евра, замислите.
Да, Се ма, 800 евра не се например, плаќа персонален дан. интересно е Колку е меѓународните данъчно финансиски олеснување? институции викаат дека имаме преголеми данъчни олеснувања и тоа треба сериозна ревизија да се направи. Не мисле ваѓа бидејќи- на ова наплатите. Да, тоа треба да се види, ова е интересна Да. тема да се провери. Да. Интересна тема е да се постави прашање на што точно мислат, бидејќи еве јас не знам. Да. Знам само дека бараат има големи олеснувања, на пример јас сите хонорари на пример што ги зимам, ја имам големи олеснувања, мислам не слушај се никој од вас, мислам, али ги имаме на хонорарните приходи, имаме олеснување бидејќи интелектуална работа работиме и сето тоа, имаме олеснувања, што не гледам причина зашто би имале на крајот од денот, треба да се плати фул според мене, иако е контра мене, контра моите финансиски интереси, но мислам дека обврските кон државата треба маце посериозно да ги сваќаме, но да се вратиме на она што го завршивме втората третина, вториот дел од подкастот. Знаете сите што не следите дека имаме 3 дела. Зборевме за работната сила, поголем проблем е работната сила. Гледаме дека во Македонија имаме отворен лов на работници од страна на Словенија. И други држави веројатно се обидуваат да уловат нешто, но Словенија мислам дека сме Елдорадо за словенечката економија, затоа што јазичната бариера е помала, културолошките разлики се помали, сме живееле во една заедничка држава, знаат они што добиваат, ние знаеме кај би отишле како работници. Како гледате еве како синдикати, како работодавачи, такво отворено собирање на луѓе, бидејќи пред 2 недели имаше Словенечкиот државен завод за вработување, дојде со 22 фирми на саем да врбуваат 5000 работници од Македонија. Тоа е сериозна бројка, бидејќи од заводот изнесува дека на годишно ниво им требаат 150.000 нови работници. Они имаат мањак, имаат недостаток од 150.000 работници во сите сектори. Како гледате Тоа е многу голема бројка од Словенија. Јас изненадив затоа што Германија објави дека ќе има 230.000 недостаток на луѓе. Дали природ се изголеми овие либанците и овие што избеглици, не знам, се шалам, но за Словенија тоа е навистина огромна бројка. Тоа значи дека и словенците, иако имаат повисок стандард од нас, многу поголемо GDP, повисоки плати, тие бегаат од Словенија и плюс наталитетот што паѓа. Видите, секој држава треба да си го бара своето чаре. Јас не се лутам на словенците што доаѓаат да земат наши работници. И наши невработени млади луѓе, да речеме. Оти они бара, има многу лекари наши таму вработени, имаат и стручен кадар вработен. Сигурно не бараат некои од овие со минималната плата. Но ние не треба на тоа да му даваме таков како да кажам, медиумски значај, као го правиме нешто убаво ни се случува, тоа не е убаво за нашата држава, тоа е убаво за словенците и тие сигурно ќе дојдат ќе кажат ние сме многу задоволни со вашите работници, тие се многу педантни, многу добри, ги сакаме. Да, па ќе го кажат за да ги привлечат, нормално е тоа да дојдат, затоа и фалат, затоа што тие не сакаат да земат некој сега ако избега од војната во Либан или да речеме од Ирак или од Иран или да не речем палестинци. Тие луѓе се друг менталитет, други карактеристики, не религијските, не ги гледам. Другиот начин на живење, на крај крајшто јадењето што го јадат и зачините се други. Со нашите луѓе немаат проблем. Јазикот е сличен, брзо се учи јазикот, сличен менталитет, сме живееле во иста држава и тоа е добро за нив. Не е добро за нас што ние не можеме тие луѓе да го понудиме она што го бараат. Колку е опасно ова што доаѓа тука? Мислам, не судиме сега дали смеат или не смеат, или дали е лошо или нешто, туку опасно за нашиот економски систем. Не, денеска и Германија има толку многу привилегии за вработување на странци, значи толку леснувања. Едно време требаше да идеш во амбасада, да покажеш договор за работа, за ти дадат дозвол за престој во Германија. Сега вика не мора да имаш договор. Ти даваме дозвол да престој за да бараш работа. Ево ти 3 месеца барај работа и седи слободно во Германија барај си работа. Значи сите држави имаат недостиг заради тој пад на наталитетот и сите се обидуваат како тоа да го направат подобро. Да речеме една Србија или Хрватска ги олеснија многу вработувањето на странци исто, за разлика од нашата држава. Кај нас се најстроги начините и критериумите и вие се залагате за поедноставување за странци. Сега србите се смеат на хрватите и се менјала структурата на нацијата, веќе не биле хрвати, имале многу непалци и од Бангладеш. Ама и кај нив се случува, има една куп кинези. Така и значи не е ништо поразлично, така да и кај нас недостигот на кадар ќе донесе до пад на економијата и на вкупната економија од држава. Тоа е факт, не случајно трчаат словенците да земат работници од надвор. И ние ако не доведеме луѓе да ги заменеме тие што ќе се отидат, исто е катастрофа за државата. Како гледа синдикатот на себе ова да се носат
работници од странство. Првен тоа што не ги зимаат нашите квалификувани и добри работници и отворено тоа го прават, а второ идејата на организација на работодавачи, веќе сум го снимал господинот Димитров кој што кажува дека мора да се поедностават и сега истото го кажа По дека примерот да на другите држави што не бараат да се повеќе. зимаат од странство. Како вие како синдикат гледате? Прифатливо, неприфатливо, кои се забелешките, кои опасностите, предностите, како гледате на сето? Ние мора да кажем дека сме зачудени како за словенците сме добро образовани, добро квалификувани работници и како имаат потреба од нас, а за македонските работодавачи немаме доволно добро образование, квалитетно, не сме доволно квалификувани, не сме доволно продуктивни за да не задржат тука, па затоа ќе размислуваме да вработиме некој од Индија, од Непал. Не видов дека саем за вработување дојдоа од Непал да направат во Македонија за да земат македонски работници таму. И тоа загрижува. Загрижува тоа што ние наместо да размислуваме денеска, нашиве да ги задржиме тука максимално колку што можеме, ние сме се помириле со судбината дека нашите ќе си заминат, а дека треба да воведеме повеќе квоти за вработување на странски работници од некои трети земји од светот. Јас и ги анкетирав, јас бев на тој сајмот во Скопје што беше и нормално со сите присутни колку што можев направив разговорот, пред се зборувам за работниците, имаше многу пензионирани полицајци кои што на 50 на години се пензионираат и бараат можноста во Словенија да работат, значи да дополнително за пензијата тука да им митува они да одат, да отидат таму и да работат, но исто Затоа така што ние не го знаеме дека работи во Словенија, Така ако е. е тука ќе му е сопреме. така нема да му минува. И втора работа, многу доктори и возачи беа, но сите што ги прашав, дури и полицајците, но и докторите и сите што сака и возачот на товарни возила на тешка механизација плюс, сите не збореа платата дека им е главен проблем во држава, несредената држава. Они имаа забелешки на тоа што е партизирана, нефункционална и едноставно не се чувствуваат, не гледаат иднина перспектива за некој нормален мирен живот. Значи, јас ги прашував, буквално ги прашував, платата ли ви е проблем? Еден рече и платата, но пред се условите. Полицајцот рече не се живее овде, на секој чекор кладилница имам и не сака моето дете да расте во такви услови, 11 годишно дете. Возачот на камиони вика јас работам по Европа, возам секаде, не е парите, заработувам и овде добро, ама немам перспектива, не гледам излез. Значи доаѓаме до онаа прашање дека платите не се толку голем проблем, може да се преживее, Не се и да се единствен. живее. Не се единствена. Да, но еве, не го истакнаа како голем проблем платите, туку животот. Јас и во вториот дел на подкастот кажав дека достоинствените услови за живот можеби се и најголемата причина за иселување на македонските работници и граѓани од Македонија, па потоа се платите. Го делам мислењето со вас. Ние треба да се потрудиме да направиме или да оправиме се што не било направено во минатото или било расипано, за да можеме да ги задржиме луѓето тука. Но мораме од некаде да почнеме да се бориме луѓето да ни останат во Македонија. Ако вие имате две причини, помеѓу најголемите причини, ако две причини се за да замине некој од Македонија, тоа е условите и платите, ќе пробате една да елиминирате за да може да ги убедите овие кои сакаат да заминат да останат тука. Или ќе почнете од платите, или ќе почнете од условите за живот. Знам дека подеднакво е тешко и во делот за платите да се оправиме и во делот за условите за живот, меѓутоа мора да дадеме ронка надеж дека ќе почнеме од некаде и дека барем една од причините ќе ја направиме да ја нема. И затоа мислам дека многу лоша стратегија е да пристапиме со помирувачкиот фактор дека нашите заминуваат и не можеме ништо да направиме тука и дека треба тие наши да ги надополниме со некој од странство, патем со различни културолошки, Така. етнички и други карактеристики. Доаѓаме до моментот. Синдикатот е против олеснување на вработување на станција и вие инсистирате. Има ли шанса да се договорите, бидејќи ова прашање веројатно ќе треба и на економско-социјалниот совет да помине ваква измени или нема да ќе го донесе владата на Владата до сега не покажала разбирање за нашите предлози, иако ево се дружат со Србија, посебно со све, и верувам дека може да земат искуство од Србија зашто тоа го прави, како го прави. Значи, преска реков, денеска светот е глобално село. Сите некаде одат. Дори Путин користи некои фамилии од Германија што пребегнале у Русија да живеат, да вика гледајте, дојде Русија е подобар живот. И кога ги прашаш тие луѓе зошто вие од Германија развиена држава идете во Русија кај што е неразвина, као сиромашни, не знам или диктаторове владе ќе речат германци, они ќе речат да, ама вие не терате ние децата да не знаат кој пол се.
треба да пораснат да кажа дали е машко или женско. Значи некои луѓе и тоа ги погодува. Кај нас се уште верувајте дека нашите луѓе се плашат за меѓунационалните односи. Се уште мислат дека ние некои велат ќе имаме уште една војна, некои велат граници ќе мора да се стават, не може вака. Па вика како кај ние едни закони, кај нас други закони, они бараат се нови права, бараат академија, бараат ово она. Значи има милион прашања на кој човек што му е приоритет, што му е важно. Некој му е најважно платата. Ама ако е платата, реком и словенците бегаат нагоре, значи не е само плата, прашање и што ќе купиш со таа плата. И каква инфраструктура, по какви улици одиш, какво здравство имаш, какво образование имаш. Владење на правото, некој можеби највише го нервира неправдата. Вика зошто мене ме казнија, тој не го казнија. Така. Али едно сакам да кажам, значи една од главните работи кои треба да работиме во иднина е потикнување на предприемништвото. Особено кај младите луѓе уште од младо дете да му се вроди идејата за стварање собствен бизнис, затоа што ние не може да живееме, пак ќе кажам, на старите традиционални дејности кои веќе не ни се конкурентни, кои не може да опстанат. Ние мора да правиме нешто ново, но за да правиме мора кај младите да не ги вреќаме дека не овие се покварени газди. Да кажеме овој предприемач ќе направи бизнис, ќе вработи уште 10 луѓе, ќе продава во Америка, знаење и софтвер. Значи треба предприемништвото да го надигнеме на такво ниво да не само што го потикнуваме, да му даеме даношно леснување. Да речеме во Германија првите 3 години нова основана фирма може не мора ни да има буџетско книговодство, да има двојно книговодство. Обичен тефтер кај што води на една страна приход, на една страна расходи. И ако дојде контрола не може да го казни, само може поука да му даде. Значи ние мораме да ги негуваме тие млади нови фирмички што ќе настанат во Македонија за да може да пораснат и да станат големи. Сега дојдеме до она, да се навратиме на седницата на економско-социјалниот совет. Остана главната тема што беше, бидејќи рековте подразно било и за 450 евра, вие сте го спомнале тоа и како буџетот дека нема да има проблем за зголемување на минималецот, затоа што има предвидено пари во буџетот, но што разговаравте околу буџетот за 2025? Што беше темата, што суштина, основната тема на буџетот, како поминавте, кои беа главните поенти, кои беа барањата, кои беа размислувањата? Господинот Трендафилов, вие првин. Морам да кажам дека владата си остана на зборот и вети дека ќе седнеме веднаш по враќањето од парламентот на буџетот во влада, ќе седнеме, ќе ни го презентираат и ќе знаеме точно на што стоиме. Морам да кажам дека позитивно сме изненадени во делот на обезбедените пари за плати во јавниот сектор, односно 13,83 или 84% порасна масата на пари во сооднос од 2014 година и тоа е за нас прилично позитивен сигнал, имајќи во предвид дека во минатото по 2,5, по 3,5, по 5, по 7% беше зборуваме за годишниот, зборуваме за годишниот, за рамките на годишниот буџет, не зборуваме за ребалансот како соопштиот колективен договор кога договоривме дополнително 10% и слично. Може би за прв пат волку голем процент на зголемување на маста на пари за плати е направен како исчекор. Ние зборувавме пред се за платите, меѓутоа да се насмеам на нашата мака, исто толку волку долго зборувавме за минималната плата и волку долго зборувавме за буџетот на седницата на економско-социјалниот совет. Не е толку интересно. Да, за тоа сакав од почетната дискусија да подвлечам поента. Инаку да, оваа година успеавме заедно со владата да ги усогласиме платите на огромен број на работници за кои за жал не беа усогласени заради изборите. Ние тоа го баравме и на 1 мај и после 1 мај и тука кај вас на подкастот сум го зборувал тоа. Здравствените работници добија значително. Не можем да кажем солидно, меѓутоа значително зголемување. За жал вработените во образованието заради синдикалците добија помало, не заради спротивставената страна. Спротивставената страна си начека како може да се испазари и си успеа во тоа. Наредната година треба да се примени формулата просечна плата по коефициент за сложеност. Тоа значи моменталната наша плата како вработени во јавниот сектор да се стави во сооднос со платата од 2024 година, во просечната плата од 2024 година да се утврди коефициент и растот на просечната плата како процент да го добиеме во месец март. И се надевам дека примената на општиот колективен договор тука ќе биде неприкосновена и дека државата еднаш ќе се издигне над партиските притисоци и можности
и сите вработени во државата во јавниот сектор ќе имаат методологија која ќе значи како јас, така и сите останати вработени, и нема да има веќе некој кој е поблизок до министерот, некој кој е поблизок до раководителот, до шефот и така натака и така натака. Дали е премногу, дали е доволно, не можам да дискутирам од таа гледна точка, имајќи во предвид дека ги застапуваме работничките права и интересите на работниците. Да, во одредени институции потребно беше и се зголемуваат платите во повисок За сите процент. што не следат, само да појасниме, ако просечната плата е на пример 40.000 денари, сега е 41.000 и кусур, еве 40.000, ако јас имам коефициентот 2, тоа значи дека ќе имам 80.000, Да, или ако имам 3, 40, ќе имам еден коефициент, и ако, така, ако просечната плата во месец за 24 година се зголеми, например, за 12,5% колку што се проекциите на статистика, вие наредната година во месец март таквата плата од 40.000 денари треба да ви се зголеми за 12,5%, кога ќе удрите математиката, точно отприлика знаете колку денари би требало да ви се зголеми платата, и тоа е нешто што е обезбедено преку општиот колективен договор. Јас се надевам дека такво нешто, иако е многу тешко, ќе можеме да направиме во приватниот сектор, меѓутоа структурата на работодавачи, структурата на работници, поголемиот број на работодавачи за кои треба да се договори такво нешто преку општиот колективен договор за приватниот сектор, веројатно ќе биде далеку покомплицирано, затоа пак во приватниот сектор на работодавачите, приватниот сектор, односно на организацијата на работодавачи, им предложивме да се легализира оној дел од каде се парите, односно парите кои се плаќаат во плико на работниците за да се задржат работниците во Македонија, дали преку исплаќање на храна и на превоз, и на таков начин со 10% персонален данок да се легализира овој начин на плаќање во плико, меѓутоа работниците кои не добиваат ништо да добијат право на храна и на превоз, и таквиот предлог е веќе доставен до организација на работодавачи. Тоа ќе значи пак инпут во приватниот сектор, сите работници да добијат некаде помеѓу 4 и 5.000 денари зголемување на нивните плати, меѓутоа нема да им биде во бруто платата през сметката, туку ќе биде како регресот за годишен одмор со 10% персонален данок. Тоа исто така ќе значи и дополнителен придонес со тие 10% и во буџетот, доколку не се договориме да има и некое даночно ослободување, како што го направивме тоа за регресот за годишен одмор, кој во висина од 80% е ослободен од данок за враќање назад, кои се плаќа дополнително како вторпат од страна на работодавачите. прифатливо ли е ова што го кажува Трендафил? Па немаме анализа во сите сектори, но знам дека најголемиот број од работодавачите заради да ги задржат работниците веќе и обезбедуваат превоз и храна. Така да во случај кој е обезбеден превоз и храна нема никаков проблем за работникот. Сега тука е во нееднакво се става со тоа што оние други што не обезбедуваат храна и превоз на еден начин може да дадат повисока плата. И тука се во нееднаквост, затоа што на храната и превозот не се плаќа давачки, но ова се плаќа. Иако на храна, да ви кажам право, ако и готвите храна или ако ги послужувате на маса, се плаќа ДДВ од 18%. Така да и тие земат нешто. Мислам дека тоа не е голем проблем. Што се однесува до буџетот, значи за разлика од синдикатите кои повеќе зборува околу платите и дека буџетот има можности да ги исплати платите согласно измената на општиот колективен договор, што мислам ако е оптимистичка работа, бидејќи друго е да пресметувате коефициенти на минимална плата, друго е на просечна плата. Тоа е големо зголемување и ја мислам дека тука владата најверојатно ќе покуша нешто и корекција на коефициенти да се направат. Не може со истите коефициенти да се само промени основицата од минимална на просечна. За нас ние во нашата дискусија за буџетот сакам да укажеме на владата на одредени предизвици кои се за остварување на овој буџет. Значи ние од една страна и дадовме поддршка затоа што наместо она политиката што беше порано кога дојде СДСМ сега на власт, дека со порасот на платите и потрошувачката и ќе ја развиваме економијата и готово, не треба ништо друго, ќе иде напред. Тие се одлучени да со поголеми капитални инвестиции и вложување во бизнисот да се развива економијата, а не само преку потрошувачката што беше погрешно. Но и оваквиот буџет си има своји големи предизвици. Прво мислам за остварување на стапката на раст БДП од 3,7%. Два големи предизвици е она што ќе се случува во Украина и посебно во Европа, затоа што Европа зависи од случувањето со војната во Украина. И вториот предизвик е големи очекувања имаме од планираните 800 милиони капитални инвестиции. Досега владите не успева да ги со многу мали проценти ги реализира, има големи проблеми. А јас мислам и самите себе си правеа проблеми едно министерство на друго министерство. Значи, ако вие зборувате дека главен предизвик да почнел да се прави автобатот било
ово земјиштето денационализација. Па кој ја прави таа денационализација? Па ја прават наши институции. Значи едната институција се жали од другата институција. Значи нашата државна администрација мора еднаш да биде во интерес на државата и на граѓаните. Не може да биде интерес самата на себе. Таа не е направена заради партиски лидери што ја вработиле, тука е направена за да дава услуги на граѓаните, на фирмите. Не можеме ние 20 години да не направиме се уште легализација на дивоградбите, имаме закони, само ги одложуваме секоја влада да се покаже дека е добра и сам го продолжува. Векота ништо не се работи. Или е заглавено во суд, или во катастар, или во воштината, или нема генерален урбанистички план донесено, бидејќи градоначалникот нема интерес тоа да го прави, има други интереси. Сваќате, многу зависи од таа администрација и затоа рековме као не гледавме, барем во буџетот не се гледа како мислат да ја реформира таа администрација која е пречка за развојот на оваа држава. Голема пречка за развој на држава. Потоа кажавме дека околу буџетските приходи во рајском основ навистина е многу оптимистично. Владата тоа го темели најмногу на тоа дека е борбата со сивата економија, но не гледаме директно борба, освен ова што се кажува, и дури можеби со самото доаѓање на власт и ова кажување малку се подобрија примање во буџетот заради оние што не плаќаат, но се уште верувате сивата економија е како да кажам, слободна економија во Македонија. Значи, од една страна нас ни прави нарушување на конкурентска способност, затоа што нуди цени без веза ефтини, затоа што не плаќа ништо. Од друга страна избегнува плаќање на давачките, го прави и фондот и државата во незавидна состојба. Ама знаете, освен политичка волја за тоа се направи, не видов нешто поконкретно таа борба со сивата економија како ќе ја водиме. А е неопходно да ја направиме. Затоа што се уште институциите не ни се поврзани. Вие мора да идете во една институција да и докажете дека во другата институција сте, да речеме, поднасете барања за да речеме поврат на дел од инвестициите, морате да идете во царина, и тоа со хартија, да и носите таму, да и платите такса, да дадат потврда дека немате обрски цари. Па идете во ОЈП, па у хартија носите барање да и потврди дека немате обврски при ОЈП. А тоа се треба се да биде поврзаност со еден клик на компјутерот, да се види имаш или немаш. Велат дека ќе го направат, но еве за крај уште едно прашање што остана неодговорено, а не произлегува од седницата на економско-социјалниот совет, но што беше пред десетина дена продуцирано од Управата за јавни приходи, дека 30% од фирмите немаат уплатено ДДВ за месец октомври, заклучно со 25 ноември, и ги предупредија дека мора тоа да го направат до 3 декември, ако не од 23-4 ќе почнат казни да фрчат за фирмите. Јас со бизнис заедницата што правев муабет, со работодавачи, но и со бизнисмени што имаат компании, рекоа дека поголемиот дел од фирмите ги немаат тие пари, едноставно се во лоша позиција. Дали е лоша состојбата во стопанството? Јас мислам дека кога збориме за влада и компании, единствена замерка во овој момент компаниите имаат на поврат на ДДВ-то. Ево сега се жалат и овие заштити работилници, не се враќаат парите кои треба да се вратат согласно Закон за вработување на инвалиди, и кај некои тоа се големи износи. Кај некои компании, да речеме, не се големи износи, па може да се го компензираат, но кај некои компании кои се големи увозници, тие при увозот плаќаат покрај царина и ДДВ. Ако не се поврате тој ДДВ, а тие после 6 месеци ќе ја направат, да речеме, ќе го произведат производот, ќе го продадат, па додека го наплатат, тоа се големи удари на нивната ликвидност. Ако е тоа причината што сега кажале дека немаат пари да оплатат ДДВ-то, мислам тогаш е причината од истиот фонд, од ДДВ-то. ДДВ-то е направено така да функционира единствено ако и повратот функционира на време и плаќањето на време. Инаку нема да функционира ДДВ. Сериозна ли е работата со повратот на ДДВ? Доцнат ли, бидејќи од УЈП токму во овој подкаст кажаа дека не се големи доцнењата и не се големи сумите што се доложат, но дали се влоши во последниот месец? Кај нас кластерот за текстил правеше една анализа, компаниите кои лон работат немаат, не плаќаат ДДВ на увоз, а они што работат како класичен увоз и извоз, тие имаат големи проблеми затоа што на целиот репроматеријал плаќаат давачки и ДДВ и се жалеа дека некаде повеќе од 4 месеца се касни. За нив се тоа големи пари, сега за некој тоа не се големи пари, но мислам дека тоа тај редослед на поврат и на плаќање мора да се задржи. И од страна на компаниите на време да го плаќаат, и од страна на државата на време да го враќа.
Последен збор ќе дадеме и на господинот Трендафилов. Мислам дека тука веќе господинот Ангел Димитров кажа веќе деталите. Мислам дека тука завршивме со него. Што ќе кажете за крај? Има ли шансе на 9 или 450 евра дека ќе добиете и за приватниот сектор минимална плата да би донесена со закон дека толку ќе биде? Мислам дека денеска кога ние ги имаме аргументите и кога го истакнуваме ова барање, мислам дека треба да нас слушнат. Се плашам дека за неколку месеци од сега ќе не бараат и за 600. И за 600. Добро, ајде да видиме како ќе биде работата. Верувате ли дека може за 600 да се бараат работници? Може после 5 години. После 5 години. Добро, тука го завршуваме. Подкастот ми беше мило што бевте гости. Културна фина дебата, отворивме многу дилеми, разрешивме се, надевав многу дилеми. Уште еднаш ви благодарам што гостувавте. Благодариме. Благодариме. Се гледаме во некоја друга прилика. Тоа беше се за овој подкаст. Довидување, се гледаме и вие останете на нашиот YouTube канал и за 7 дена кога ќе имаме нова содржина. Секој е добро, чао.